Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во денешната епизода ќе зборувам за најчестите симптоми на стрес и начините како да се справиме со истиот. Стресот се појавува во различни форми и има различни симптоми. Дел од најчестите симптоми кои што се јавуваат се следните, меѓутоа сакам да нагласам дека секогаш мора да се консултирате со вашиот лекар доколку забележите било каква промена за која што не сте сигурни од каде доаѓа. Зошто? Затоа што стресот многу често знае да дава физички симптоми, кои што во суштина не мора да значат стрес, туку навистина се некаква физичка дисфункционалност. Доколку имате еден од овие симптоми, тоа не значи дека ситуацијата е алармантна или дека истата нужно се препишува на стрес. Ние сите во одреден период од животот доживуваме стрес и доживуваме некои од овие симптоми. Зголемен или намален апетит, инсомнија или хиперсомнија, односно проблеми со спиењето, кошмари или тешкоти да се разбудите, користење на алкохол, цигари и дрога за релаксација, зголемена потреба за сладки и за чоколадо, крвави непца, болки во желудник и стомак, акни, болка во гради и забрзан пулс, студ, неможност да се концентрирате, постојана загриженост, сува уста, ладни или спотени дланки и стапала, лошење и нагони за повраќање, зголемена нервоза и нетрпеливост, намалена продуктивност, забрзан говор, анксиозност, чувство на оптовареност, нервозни навики како грицкање на ноктите или играње со косата, намалено ниво на енергија, тензични мускули, стискање со забите и така натаму. Претходно зборував за стресот, односно за позитивните промени кои што ги носи стресот, меѓутоа кога оваа не преплавува, ние не можеме веќе разумно да размислуваме и имаме дистрес кој што ни носи досада збунетост, апатија, прегорување и дезориентирано однесување. Преголемиот стрес носи негативни последици, но и при премалку стрес има негативни последици и затоа е важно да се трудиме да искусуваме што е можно повеќе еустрес во животот, а што е можно помалку дистрес. Стресот кој е во здрава доза и контрола прави да се чувствуваме среќно и продуктивно, меѓутоа дистресот знае навистина да не извади од колосек и да не размести. Постојат начини за справување со стрес кои што се индивидуални, и јас секогаш предлагам вие индивидуално да се советувате, меѓутоа постојат и некои начини кои што групно на сите знаат да ни бидат од помош, што не значи дека секогаш на секој од нас ќе му бидат од помош, не значи дека сите ќе бидат во склад со секого, но се убави, се начини на кои што можеме да се поддржиме како би се справувале полесно со стресот во нашиот живот. На прво место е планирањето. Организираните луѓе полесно се справуваат со стресот затоа што не мора да паметат, туку тие запишуваат. Па така запишете ги сите задачи кои што треба да ги завршите во текот на денот и на тој начин нема да заборавите ништо и ќе се поддржите да сте под помалку стрес. На второ место е поставувањето на приоритети кое што е во склад со планирањето. Доколку веќе имате план, пожелно е во самиот план да ги ставите вашите приоритети. Доколку забележите дека некој денови листата е предолга, фокусирате се само на главните 3 приоритети кои што се најзначајни за вас. На трето место е пишувањето дневник. Ова е секогаш добра идеја која што се покажала многу успешна и многу луѓе ја практикуваат во текот на целиот живот. Кога немате со кого да разговарате, се срамите, многу сте тажни или пак сте многу среќни, пишувањето на дневник може да биде издувниот вентил. И на овој начин не само што ќе го уважиме и намалиме стресот, туку и подобро се спознаваме себе си. Околу пишувањето на дневник, како и моќните техники на пишување на дневник, јас имам 2 епизоди на мојот подкаст кои што може да ги слушнете уште сега. На следно место е паузата. Дајте си пауза. Одморете се од сите обврски барем 30 минути секојдневно. Оваа пауза може да биде и подолга доколку се чувствувате навистина лошо. Во ред е да не правите ништо продуктивно одреден период ако не се чувствувате добро и ви треба време. Способноста да сме концентрирани максимално се движи во интервал од 30 до 45 минути
Па затоа правете чести паузи од било какви активности после 45 минута. Сега, во поново време, новите истражувања докажуваат дека овој интервал се намалува, па дури достига и 10 минути, што е алармантно и многу поразлично. Па затоа доколку почувствувате дека не можете да останете 45 минути фокусирани, намалете го овој фокус и правете почести паузи. Може би вам ќе ви се потребни на секој 15 минути, може би на секој 10, може би на секој 30. На следно место е физичката активност. Физичката активност е најдобар начин за справување со стресот. Пешачење, пливање, танцување, планинарење, возење на велосипед, ролерки или тротинет, шетање со миленикот во парк или едноставно средување на домот. Чистењето е исто така еден вид на физичка активност, а самото средување на околината во која што се престојува знае да биде многу смирувачки и продуктивно. Спиете повеќе. Проблемите со сонот се едни од најчестите знаци дека сме под голем стрес. Квалитетен сон е многу значаен за да се справиме со стресот. Преуредете го местото каде најдолго престојувате. Секоја промена носи позитивни емоции, па уредување на просторот знае да делува смирувачки, но и многу мотивирачки. Музика. Слушајте музика, вашиот омилен жанр. Музиката делува релаксирачки на мозокот, а исто така и танцот кој е дел од физичката активност и од музиката е одличен за справување со стрес. Измислете песна или мелодија која ќе ви биде среќна и повторувајте ја кога се соочувате со нешто кое што ве вознемирува. Ова е многу убава тактика кога сте под стрес да имате одредена мелодија која што ве смирува. А тоа може да биде и мелодијата од вашето детство која што ви е пеена, која што можеби се уште ви стои присутна во вашата глава, затоа што тоа е еден од начините на кои што вие сте се смирувале. Поминувајте повеќе време во природа. Секое време кое што е слободно може да се помине во природа. Поврзувањето со растенија, животни, земјата, ветрот и звуците е огромен лек за стресот. Всушност, приземјувањето е она кое што нас најмногу не лечи и не прави среќни. Нема подобар начин да се дружите и да сте на дистанца од луѓе, да се одморите, слушајќи ги птиците, жуборот на реките, вењето на ветрот, капките дожд и така натаму. Следно што е многу важно е да се храните здраво. Храната богата со витамини и минерали помага во справување со стресот. Исто така црната чоколада е една здрава верзија на сладки која што помага да се лачи ендорфин кој е природен борец против стресот. Не заборавајте да се хидрирате и да пиете доволно вода. И секако да јадете црна чоколада. Разговарајте со некого. Разговорот со родител, партнер, пријател е многу често знае да делува смирувачки, затоа што на некој начин бара поддршка и дава поддршка и ворете да разговарате за сето на кое што вам мачи. И не заборавајте да се слушате себе си, што е на кое што ви е потребно во овој момент, затоа што ние секогаш знаеме што ни е потребно, но брзото темпо на живот ни ја одзема таа природна моќ која секој од нас ја поседува. Земете си малку време за себе, слушајте си го телото, умот, душата, најдете го најдобриот начин кој ќе ви помогне да се справите со стресот и секако доколку не можете сами, секогаш е убаво да си побарате и стручна помош.